Со лаптоп и мало биро е се она што Наталија Вјетова, основачка на непрофитната организација наречена Украина Волја фондација, треба да им помогне на своите сограѓани украинци. Како поранешен моден експерт пред војната, таа сега го посветува своето време за да им помогне на украинските деца да се справат со траумите поврзани со војната. Незиното патување започна на проукраинскиот митинг во САД. Я понимаю, я не в правильном месте. Кога бев на еден од собирите, сватев дека сум на погрешно место. Мојата желба да бидам со мојот народ, со украинците, беше посилна од желбата да помогнам од тука. Едно утро се разбудив и му реков на мојот сопруг дека одам. Седов билет, а 2 дена подоцна го спакував ранецот и отидов. По првичното патување, таа се вратила во Вашингтон со план. Собрала некои средства и се вратила назад во Лавов. 2 месеци подоцна, таа успела да опреми центар за внатрешно раселени лица во Лавов. Таа се погрижи десетици семејства да имаат доволно облека, храна, внимание. Но набрзо сватила дека на луѓето повеќе им треба внимание отколку физички работи. Для меня самые важные дети. Најважни за мене се децата, мојата слаба точка. Это самое больное мое место. Во тоа време никој не зборуваше за траума поврзана со војна. Не говорил о психологических травмах войны. Го започнав овој разговор и луѓето рекоа: "Што зборуваш? Нема храна, облека, кревети, а вие зборувате за некаква психолошка помош." И нечем есть. А ты говоришь о какой-то психологической помощи. Програмата што таа ја имаше беше осмислена од психолози, вешти да им помогнат на децата да се справат со сите видови трауми од природни катастрофи до насилни злосторства и војна. Програмата користи игри како начин за возрастните да комуницираат со децата за нивната траума и да им овозможат да ја поминат. 1 година по војната, Вјетрова вели дека гледа дека се појавува одложена траума. Наталија бара помош на секаде, вклучително и од првата дама на Украина. Нужно встретиться с пани Зеленской. Треба да се сретнеме со Лена Зеленски. Потребна ни е поддршка од владата. Таа беше една од првите што почна да зборува за психолошката состојба на украинските деца, а не само за децата. Сите се погодени, сите украинци се травматизирани. Како можат родителите да му помогнат на своето дете ако тие самите се травматизирани? У нас все люди травмированы. Денеска Вјетрова го планира своето следно патување во Украина, каде ќе донесе топла облека за децата и нови методи за давање психолошка помош. Таа, како и милиони други, едва чека да дојде крај на војната и планира да продолжи да нуди помош долго откако ќе заврши.